На половина од она што го подготвуваме за вас оваа сезона ви упатувам голем поздрав од нашата екипа од која составен дел се и нашите верни партнери и ваши добри пријатели кои се трудат да бидат секогаш блиску до вас. Генерален спонзор Визијана, природна минерална вода за бистра мисла и одржување на добра кондиција. Тука се и другите кои го представуваат нашиот град и посебно своите производи на квалитетен и оригинален начин. Алфи Техно Центар со преубавите продажни салони во Скопје и Куманово, а потоа доаѓаат соковите Кватро и Санон кои се достапни до секој од вас во сите реномирани продажни места, како и млечните производи на бучен козјак, вкусни и здрави како додаток за секој оброк, а понекогаш и главен оброк за секоја маса. Детергентите од Арис за гарантирано чист дом или работно место и тетра мебелчи и гарнитури прават од секое живеалиште топол дом. Ете, така, најтешкиот и најдолгиот месец во годината јануари конечно помина. Иако некој не признава дека е поминат, нели се додека не земе плата. По таа логика има многумина кои и во април се уште ќе видат во јануари. Го преживеавме ние некако и овој јануари, а ги преживеавме, бога ми, и сите празници, прослави и домашни слави. Тешко беше, тешко, не дека не. Стварно е тежак пут до слава. Ама с пун стомак још потежак е пут од славу на куде дома. Последиците од јануари ќе ги чувствуваме уште долго ние и ќе ни тежат дури кога ќе се наведнеме да се обуеме. Да, за другите не знам, ама за себе знам со сигурност и уште знам дека заедно со другите сега за нашата дебелина ќе ги обвиниме сите оние кои не поканија на било која прослава. Иако исти вакви дебели бевми на море во август, се сеќавате? И такви со големи стомаци многумина од нас мислат дека никој не сака толку многу колку што не сака фрижидерот. Оти, а ќе го отвориме, тој веднаш свети, блеска од среќа. Вели другарът ми, што одамна, кога бевме млади. Знаеш што? Абе јас размислував и сватив дека ти немаш девојка затоа што трчаш само по убави и згодни жени. Што не пробаш со некоја пака буцка подебелка? Не, брат, не, кажи му ти тоа на друг. Ако убавата не ти е погодена, можеш и да ја откачиш. Подебелката, ако фатиш подебелка, више откачување нема никако. Ај сега нешто и обратно, може? За мажите, нели, за дебелите мажи. Тие, знаете што брат, ќе рипнат и ќе се оженат, за да им готват жените. А потоа, мора да држат диети, за да истите тие жени не ги остават. Иако сега ми текна, тоа го има само кај нас, замислете. Само кај нас за мажите велат дека се разведени, а за жените дека се оставени. Како бе тоа, а? А и вие сте оставени. Да, ама на наша одговорност, за да си поминете што поубаво. Затоа видете што ќе гледате во оваа епизод. Иде муж ми. И кад ќе видиш дека мајка ти покрај гел за туширање ти ставила црвено јајце и здравац. Да се избањаш да видиш дека цело година, како? Ама сек пробуи да му објаснам на дечко од Америка. И здравац, ја не му да му го преведу. Здравац бе, викам здравац. Како да ти га кажу? Хелтер. Тако е. Ми, људи, кога ќе се спарушкамо, покажуваме дека смо претерале со течности. Пиво, вино или ракија евентуално. Па после некое време убаво го прашувај, докторе, а сак ќе го умрели жена ми? И он замисли, па вика бре не, и престани да ми муваш тие паре под жепови. Ако не ми го покачиш плату за 100 евра, ја одма ќе отиду кој други и ќе кажу дека си ми го покачија за 200 евра. И покачи ми го. Па што? Мушкарци конкретно многу криев од жене, пошто што се дешава у мушко друштво останува само у мушко друштво и има една упла што го има свак мушкарац. А тоа е да идеш на уролога. Мари, господје. Па нели и черата лечимо од тој што си изјел отровни печурки. Што е данаска?
Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED ТВ на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Идем, муж ми. Ама жена, што ти значи на тебе тој иде муж ми? А? На мене што ми значи? А на тебе, што ти значи тоа да се плашиш и одма да бегаш? Ај, легнуј, не се прави будала. Спремите се и вечер за неограничену дозу на смеање, нова неограничена доза на смеање, затоа зашто цепамо и вечер на Кумановски. Пред вас су нови приказки, не може да кажу дека не су македонски народни, ама кумановски градски приказки су сигурно, затоа што вечер ни е на гости еден од најперспективни млади глумци у Македонија, Марко Трајановиќ. Трајковиќ. Трајковиќ, да. Добро беше, нема љутиш. Нема љутиш. Важно е дека си ти млад и перспективен. Презиме ќе го регулираме некако. Тој да. Тој може и у монтажу да се кцне. Ке ga менјам сек за брзо. Да? Да, ке се презивljam исто како Керко ми Маријановиќ по татка. Дедо ми срце ке ga фати што ке смену презиме старо 6 генерација, али тој му е сак што да му прави. Значи идеш на ново презиме. Еве почна веќе. Па чуја сам и предлози давам. Затоа не беше грешка. Трајановиќ не ми некако улаза у се, али добро. Добро де. Не може да удедеме од прво увек. Ке ме потсеќа на старо. Да, слично. Добро ни дошли у студио. Надам се дека вечер ќе направиме едну добра атмосферу за наши гледачи. Како што кажа и такој влада мислење у целу Македонија дека си еден од најперспективни млади глумци, ако не друго, сигурно еден од млади глумци кој највише работи у театар, многу представи до сега. Која е твоја приказка? Македонска е, народна... Македонска е. Не е. Народна не е баш. Која е моја приказка? Забавна повеќе. Па приказка у кариера е, веќе сам 11 години у Кумановски театар. Од второ година на факс почна да работам каде нас како хонорарац. После видесва не ги се исплати да ми давав само хонорари, па чека га запослимо. Ќе игра исто за помалку пари. Тачно. Баш исто ќе игра само за помалку пари. Никад у живот не го зима диплому и затоа сам едини уведувач на публику 2 у целу државу. С римско ми е 2, тој ми се води такое решение. Чекај, ми многу имамо публику 1, па има и публика 2.
Има и публика, уведувачна публика и 3. Ја још не ги знам кои су ми колеги. Значи, толку многу публика. Па како? Некој чекав надвор да се онесвестим, за да може овие да улегнат да гледат. Да ги Така унесе. Јас сум го само, мислу, ќе ме зезнев многу ако ме терав да работу по решение. Пошто само едно дело имам. Тој ми е за свадба и за сахрана. Ќе треба и на работу да го носу, кад да го испереш, кад да се вратиш назад у форма, ако треба да уведува публику. А мора ова дело да е уведувач на публику. Глумци не мора, како се облечени тако, али уведувач на публику, више тоа е. За глумци гледаш, мене ја фризура како ми изфрли реката, кој може да искочи. Уштекер. Имаме емисију. Не, али добро, реално за овој емисију истошира се. Не, осеќа се Осеќа се, бе. дека коки не се душираја до нас. И кажи ми, како диплому, пошто немаш, ќе го купиш, а? Ке си купу. Ке си купу. Па тоа е најбаво кога нас. Кој си нема купи си. Знаеш што си купиеш, што е? Ама што, Ама што, онда одскакали од други, сви купујаме, ја ги си купи за Ја редовно. веќе одскакам едини без диплому, што глуми у сви могути представи кога нас. Така е да супер ми е. А и страме да дипломирам. Зашто? Ако дипломирам ќе изгубу работа. Знаеш колку с диплома седив без работа. Врије Имам на колеги бира. с по 3 факултета што наред чекав таму оно бiro, не може да ги смисли више. Не, ти за свако сигурицу купи си го диплому, тера се работа. Така си. Па ќе чека таму у биро, у ходник, зашто на врата там пишува, у биро за вработување пишува забранет влез за невработени. И што да правиш? Седиш с диплому доле у фоаје. У ходник дремеш, ако налети некој да те собере. Приказка твоја, кога те праша, најчесто кажував глумци, певачи, забавлячи, дека од мали ноге су сакале да бидев тој. Слична ли е или Исто е, не слично исто е. Исто е. Не е како на некој богаташ и ќерке текне ги од 4-то година гимназија. Сакам да бидам глумица, тато, и он ти стварно го запише. Не, мајка ми сакаше да биду поп, татко ми сакаше да биду генерал у АРМ, викам ти многу високо си цигаја, бе, тате, викам. Али njega па га се знае поп на крштевку, кад ме крстија, нели тој се кажуе што ќе биде дете, поп му кажаја ќе биде генерал и он зимаја тој здраво за готово. Он беше во тие врске на војна академија синче да га примив. Арно ама док они мама су на одмор, ја на 18 години, јас си избегам па си отиду на приемни на ФДУ и ги кажу израдују ги кад се вратив. Дечки мене ме примисва ќе биду глумац. Па академија што има? Откажувањето и банкети, чуда муке џабе. Татко ми вика посрамен, вика оду, вика тамо пред колеги на свите и свали. Мој син ќе биде генерал еден ден. А пошто татко војно лице, ти војничка диктатура дома, а? Тако е било. Мирно, Стварно мирно. е така било. Кога мене дома е било правило на 3 осмица е важило. Какво е тој? 8 сата школа, тој ти е школа со све домашно пишување, 8 сата слободно време и 8 сата спање. И од наши кревети дома од постелине на мене и брата ми требало е да рипне 5 денара кад ќе ги наместимо. Тој тата е вија све кога njega цаком паком. Подредиш, веш, перен, диплиш сам од мали ноге. Се видиш. Нема трте мрте. Кој нас 5 денара не сури пале, ама тате ке ќе викнеш из него глас рипа смо. Спање, брат, од кревет рипа смо, не од спање. Коју технику за глумење највише сакаш? Ја не ги знам тие официјални техники, ако сум имај голем мерак да биду глумец, али нешто стил на америчку глумачку школу си поблизак, оној куде покушава верно да го пренесе во оној улогу, лик да га пренесе на баш нормален начин, или си поборник малце на оној руску школу, малку повише драматургија, Достоевски? Системи на глуму на факултет, прво тој отидеш и нешто што ти кажев дека ќе учиш на факс, нели, тој су системи на глуму. 8 семестра, 8 различни система ти покажав. Сак ја едина голема мана што го не деку нас на факултета е прв семестар, да кажеме, за пример учивте школа на Станиславски, најпозната глумачка. Достоевски, моја грешка е една. нема веќе. Станиславски. Станиславски, учиш реализам, преживување, емотивни меморија лево десно. Дојде втор семестар, учиш америчку школу, Мајснер, кој што ти вика забрави све што си учија прв семестар. Фрли воздух, све и тере. Право, а? И си викаш добро, дојде трети семестар, ќе учиш нешто поежен, јонеско, нешто абсурди лево десно, забрави све што си учија први 2 семестри. Знаеш, после некој време биде ти сумњиво као демек луѓе, ви по кој систем сакате ја да работам овдека? Па трети семестар вика ај седи се од прв се. Не, цело време не пегласва, само на различно да се учи и свак глумац има своју методу, нели, на креирање на Мораш па да направиш нешто оригинално свое на крај, тако ли, не можеш. Систем е систем, али Да, и сак има луѓе што се држи строго за тие системи, школски, што мене тој пример не ми се свиѓа. Јас си работу по систем на Марко Трајковиќ, што си ја направи микс од тие 8 система и плюс нешто свое, земеш си од свако што ти се повише свиѓа. Свака представа, креација на лик ми зависи од концепт на режисер.
ако режисер сака да правимо реалистичну представу, ќе работи по некој такој по-реалистичен систем, што е по-блиско, по-суптилна глума, филмска да се каже. И од тој поглед, низ такву призму ќе го право лик за негову представу. Док од другу страну, друг режисер кад ќе дојде, кад ќе ми каже, брате Милио, дека треба да висимо по гаќе од чиге надоле, так нема да работиш по реалистичну школу на глуму, так ќе гледаш да одлепиш што повише. Така да буквално ми зависи од проект мој систем на градење на лик. А текне ли ти некад, да кажеме, да украдеш нешто од урбан лик у Куманово некој? Да, па американци... свиѓа ти се некој те, како фаца ти се свиѓа и како се понаша, и ти кажеш, чека бе, ова сакам да го пренесам на сцену, и како што он се понаша, такој ќе го види. Имитација е многу популарен систем на креацију на нови ликови. Да најдеш нешто што ти се свиѓа, некоја конкретна особа, нели како оди, како збори лево десно, и тој да го искористиш ти за да изградиш друг лик. Користу имитација доста. Мене ми е тоа многу интересно. Значи, кога ќе види нешто, дека е скинато од некој лик што е урбан. Да, посебно во овие комедии што ги правиме водвилски, што се малце повише како за данови на комедију. Так тие наши, посебно кумановски фаци, су многу интересни за анализу. Да ги напечеш малце и да му симнеш. И убаво ми е што кумановска публика све познава. Како иде тој со стендап? Тоа е нешто ново, што го пробую јас како 24 септември. Так реши да се пушту малце од тие стендап воде, да виду како киде тој чаре, пошто виде од глуму нема леп, викам чекај стендап да пробам. И доста добро иде. Досег сам имаја 17 наступа. Многу ми се свиѓа, тоа е нешто што сам одувек сакаја да го правиш пред да се запишу на драмски, само никад не сам собраја храброст да го направам све, ајде знаеш, ај наредну годину и овој годину стегнасваме колеги, слушај, прави стендап, готово, и викам, окей, ајде, ќе се пробамо прв пат. Проба се прв пат у Стругу, викам на мој преддомашну публику, знаевме луѓе по Куманово, чеке пред овие што не ме знаат. Проба се у Стругу и пројде најлошо што може да се прави. Ај, катастрофа. Како на турски гробишта да се прави естествено. Значи стварно кога Струга нема друга више. Така. И си викам, овој не е за мене, другаре. Арно, ама убедисваме, ајбе пробај еш пут у Куманово и на данови на комедију направи смо стендап што траја до 1 сат сабајле у културен дом. Ја понасмејани луѓе у живот не сам видео. Не ги се искача од наступ. И викам, знаеш што, ипак ќе продолжу јас со овој, у последно време доста јако гурамо со екипу. Не си сам туја, кажи ги дечки што со тебе. Колеги су ми Мирослав Петковиќ, он е исто колега вработен у Кумановски театар, Чедомир Митевски, он е вечито не вработен у ниеден театар. И а гледамо го стално по телевизија, да, има. Он свуде го има, ама вечито е невработен. А и познава му се такова не малце. Па добро, корпулента. Ми вработени сме овакви стапчиња. Гледаш го стрес. Ако е само на плату, овакој. Ако се појавуваш тамте, вамте, ако значи собираш може... по лево по десно проекти, како ќе ја можеш да изгледаш? Слушај, на njega реално работа и не му треба. На njega му треба паре. Да, бе, да. Оно и кад го види човек страте да го запостиш во хранарино, ако треба да му И ако треба да го покриваш, ту е зезнато. И Ангела Стојановска, што исто е колешка Кумановка, завршила исто на ФДУ Глумица, моментално исто иде по театри, тражи сега место, ми се надамо дека ќе ни дојде у ансамбл наш, пошто девојка е стварно пиц-пец глумица. Супер, а... И Чет е добар глумац, еве и за njega, да не биде многу, само лошо сам зборија за njega. Што ви е обично тема? Кои се најбољи теме што проваѓав до стендап? Имамо неколку теме што ги гурамо. Нели тоа се фати една тема и како конче. По конче иди, и ако начекаш некога од публику да ти врати муабет, готово. Типа како да е девојката или жена, фати се една и готово. Не, ама стварно е така, ако е порасположена публика да ти убаци некој своју шалу, има ги кои да нас, посебно кумановци, они су неуздржани. Он у театар дојде представу, гледа па мора да уфрли нешто, а не па на стендап да го донесеш. Да. И еве последно нешто што пробува, тоа беше баш пред неколку дена у Валхалу на последен наш наступ, проба нову тему, збори за адети малце каде нас. Пошто тоа е една тема неисцрпна барем на наши простори. Ми што правимо на странци да ги кажуваме, они да се крстесва како нас на свако чудо, нели цело време има рука у круг да му врти. Виде, да се одмори. Американци вика, чуден, промаја. Никој не знае што е тоа. Што е тоа? Оде објасни му што е промаја. Сви се крие, промаја. Не, јас се пример фати за тему за адети, многу ми е јако, имам другари од Америку, објаснувам ги наши адети за Великден. И као истериони имав тамо, што е кога има зајче нешто, крие јајца, тоа е за деца, нели прави, викам христијански, што да ти кажуju. Кој го читае Библију знае за зајче што ги крие јајца. Исто е такое нешто слично и каде нас.
Трауме пример од детство е кад ќе улегнеш у туш кабину и кад ќе видиш дека мајка ти покрај гел за туширање ти ставила црвено јајце и здравац. Да се избањаш да видиш здрав цело година, како? Ама сек пробуи да му објаснам на дечко од Америка. И здравац, ја не му да му го преведу. Здравац бе, викам здравац. Како да ти га кажу? Хелтер. Така е. И редек, црвено јајце, викам, и има една мантра што треба да си го повтараш док се трљаш с јајце. Да сум црвен како јајце, па мантра е тој што му го понављаш и ќе се швикаш малце со здравац, да сам здрав како здравац. И си викам, која е, викам, ова е будала што прв му е текнало без ова. Пошто од свија дети потекнуев од негде, од нешто, нели? Тоа не е тоа од небо паднало. Која викам тај будала што прва е кажала ќе се трљамо с јајце и ќе се плескамо со здравац и доктора нема да видимо до крај на живот. А за Белју мој матичан доктор у прв ред седи. Не доваѓам викам више куде тебе. Готово. Здравац и јајце од секпаната му куде мене дома. И за крај ќе се чукамо ли с јајце? Абе, што да ти кажа? Ака објаснили му на американца како се ми тој чукамо с јајце. За чукање не стигна. Не стигна. Збори му исто за дека мора да га плескамо попа за гъс, кад се кружи около црквата, на сви попови у Куманова најголема траума. Не знае на куде да се заврти јадан. Кад док шијата со оној свеќу 3 круга да заврти, па ги има оние сники што су кумановци. Улети му па 5-6 пут га плесне. Да обезбеди среќу за неколку години. А кажале му куде мора да се фатиме ако видимо попа на улица? Ово ја не го знам, куде треба да се фатиме. Ќе ти кажу после. Ја би сакаја да дојдам да погледам малце од ваш стендап, зашто сам чуе дека Чедо обожава да збори за секс. Да. И дугачко му трае. Да. Колко? Нега сексови су му како маратон Lord of the Rings да ги пуштиш 3 поред да ги гледаш 9 сата. Чедо кад збори за секс мислиш дека толку су негови сексови. Маратонски су. И тој су пошто има смо еден стендап куде што се роустамо, ростање е нешто ново куде нас генерално на сцену по запад га правив, куде што еден на другога се рчкамо. И Чедо е, он е печен за рчкање, што ти кажу 2 метра човек, 2 метра и широк. Еви у емисија. Збори само за секс, како да не га рчкаш. А ја викам сви партнерке на Чедо, викам сви се жалив, многу ги гори овдека, викам позади на главу, затоа што кад се качи врз Чедо, сијалица му тачно тој доваѓа. Обично кад има он секс по станови, нели обично кад те галама, тие комшија одоздола се жали. Да, Кога Чедо одозгора се жали, он го лупа у плафон. За колегу Миру, за njega не можеше да збору за секс, пошто он е стварно 2 метра и 10 и широк и може и да ме тепа. Така да Njega не га рчка. Не се рчка. Много, да. Како успее за нешто што трае 20 секунди да збори 2 сата, не би ја треба да си надарен стварно. Да, тако е, да умеш убаво да го расшириш целу тему. Али интересни су му теме. Какви све доживљаи имае Чедо, ја мислам дека тој на холивудски филмови га нема. Посебно со типке куде што му они вадиле njini играчке па га терале да ги испробуе. Здравац, да се швика. Отвориш тој куде е секс играчке, што су и стоите јајце и здравац у фијоку. Посебно ако е некоја странкиња ќе му кажеш, ќе видиш ти традиционално што има да ти направи ја. Само ти заврти се. Здравац. И швика. Доста за швикање туја. Готово. Да не издавамо многу. У прв дел. А ќе ги повикам сви да бидат с нас и у втор дел, затоа што ве чека едно изненаѓање. Спарушка. Одма подсеќа, асоцира на исушено свенато цвеќе. А оствари има и друго значење. Офуцаја се испарушкаја како манастирски мачор е компарација за особу која толку се е сменила у изглед и телесну тежину да едноставно не може да се препознае. Спарушкаја се исушија како листопадно дрво зимуска. Нема течност. Попу, с краја да е. Ми, људи, кај ќе се спарушкамо, покажуваме дека смо претерале со течности. Пиво, вино или ракија евентуално. Со стек на години ни се познава дека полака се спарушкуемо. Имамо брчке. Поредко има мушкарци кои спарушкан кожу на лице и тело го затеза с некои препарати. Веќина су тој жена кои сака да изгледа младо и убава за мужи. Како за чиви мужи? Па вајда за своји, откуде знам. Спарушкала си се тамо доле. Како баба е најголема увреда за жена у средни години која сака да изгледа како тинејџерка. Одговор
кој следи на констатација е катастрофален. Спорушкаја си се како дедо тамо доле. Гледам, нигде нема дрва, што кети тај секира, бе, Ставре. Ви, баце Стојко, ви! А што ви? Па на човека што има покрај себе секиру, обично му се обраќаш с ви. Вас те изгледа снајка убаво изнервирала нешто. Не бро, на доктор. Чив доктор твој? Не бре, njен матичан тај, води го и вчера. Замисли бре, убаво и фино га прашуju, докторе, како умре ли моја жена? Замисли бре, он вика не. Па вајда знае човек бе, разбира, докторе, тој е здрава жена, од што да умре? Доста бре, па ти, кажати ја, пази што збориш. Па после некое време убаво га прашуju, докторе, а сак ќе умре ли жена ми? И он замисли, па вика бре не. И престани да ми муваш тие паре под джепови. Па треба да му веруеш, докторе, вајда знае. Абе, ајде ќе му веруе, он знае. Ја едино што веруju на моju гузицу веруju. Иако и она понекад знае да ми издаде. Не се муси бре, добро, извини што тако си изразуи постар се, па како друг ќе ти објасню. Ја едино на моju гузицу малку од малку веруju зашто она увек стои позади мене. Ама мора на некога да веруеш, бе, Ставре. Еве, на деца веруеш ли? Ќе веруеш едно време на тој постаруту ќерку. Се док не дојде еден ден и не ми кажа, тате, ако не ми дадеш да се одаду за njega, ја ќе рипну Вардар. Ке рипне у Вардар. Па Вардар река ни е, бе. Река, како не? И тој голема. Добро, ретко кад не дојде некад. Ама река е, може да се каже. Па ти што му кажа? Ја ли? Ја му кажа, Керко, слушај ти кажу, рипни ти слободно у Вардар. Ке се снајдеш некако, и такој сви гуски умев да пливав. А тој njega, кој е? Тој бресак што ми е зет. Добре, он сакаше да иде, беше поашни тамо за немачку или француску, века тако да стигне. А и што остана избегаја? Мој автобус, сигурно. Не, бре, остана туја. И замисли, бре, зема па се уклопи у фамилiju. Да се чудиш. Боже, Емилија, бе, кад те оќе среќа. Тој ти е такој. Пара на пару увек иде. А баксуз на баксуза. А сак зет и керка, куде су? У којинце теги. Сад и взеле и чував кокошки. Ама добро, види, немачки расад бија, а француско легло. Ја мислу, ќе ги биде. Не се бре човек уморува од работу, него од глупости на работу. Вика тате. Доноска бре, све некои неспособни. Ајде, молим ти се. Води ја тамо некој си оро на свадбу и одма у биографију напишаја дека поседуе лидерски способности. Бре. Ајде, тамо нерадници и забушанти. Само бре куде нас можеш од боловање да се вратиш и сунчан. Добро, бре, тате, вика му, не викај толко. Не викај, мајко му, млади смо. Учимо још. Можда не умемо да работиме, ама па затоа умемо да се снајдемо. Еве, тати, јас се некако снајде. Ти знаеш, тате, дека мене многу не ми се работи. Па зему ја па отиду ти куде шефа и кажу му, ако не ми го покачиш плату за 100 евра, ја одма ќе отиду куде други и ќе кажу дека си ми го покачија за 200 евра. И покачи ми го. Па што? Ја, доста сте ви работале за джабе. Време е, тате, тој да се наплати. Тате, па да Запад работи ако ги плаќа одлично. А ми тој работимо. Па још и ако не плати, така е одлично. Нема више такој. Кажаја сам. Смешка ни се на нас, убава будуќност, ај ти. Морај што ви се смешка, вика тате. Него кај ќе ме види какви сте. Она умира од смешке. Ако. Смеј се, викам ти, тате, смеј се.
Ама ја сега фати терк. Малко работи, а пуно одмара. Ета кој поработу, ја па кад дојду дома, фрлю се у кревет како министар у фотелju. Нема куде настрте мрт. Ја, мора да се одмара. Какво мислиш ти, тате, а? Па не ли кажале? Джабе седи, ама джабе не работи. Обично, кад праву стендап, гледам да е увек на моју сметку, со цел да не се увреди некој. И увек се најде некој што се увреди, па дури и на моју сметку. Али нема везе. Имам неколку парчиња. Генерално за моја фамилија си го исмеам, пошто имам стварно смешан ми е живот кад го гледам онако објективно. Од страну имам татко што ја бија многу лош швалер, имам мајка што га е фаќала увек на свињегови швалерлци. А од другу страну па сам се дружија со другарчиња што су многу добри швалери. Сак до кој степен све иде мушкарац за да скрие швалерку дома, тој ми е одувек било фасцинантно и до кој степен иде мушкарац, нели, да ги прекрие последице од свој швалеранција по лево, по десно. Мушкарци конкретно многу криев од жене, пошто што се дешава у мушко друштво останува само у мушко друштво и има една упла што го има свак мушкарац. А тоа е да идеш на уролога. Јако да нас у Куманово знам само за едного уролога, тоа е Маријан доле каде автобуску станицу. Еден пат сам отише каде njega и ако ешен пут ми се закачи нешто од половину надоле, ако имам некоја инфекцију, боле нека отпадне каде njega не иду. Пошто генерално свак мушкарац има многу интимну врску со свој полов орган. Така ли? Ми понекад кад смо сами, ми се изборимо с njega. Нема мушкарац што кад ќе искочи од под туш гол, што не е уверен дека негов е најубав на свет. Можда не е најголем, ама е најубав. И е мој. Па си имаш приватни конверзации с njega свето и кад мораш да го носиш на доктора, болите. Како за дете те боли. Сак ја што му замери на мојега уролога, еден пут што сам отишел каде njega, е тој што с многу големо непоштовање се понаша према мој полов орган, како да е видеа 500 пред мене. Ама само овој е мој, како да ти кажам. Овој е најубав, ја денеска најубав сам ти га до неја. Зашто не си импресиониран? Мене тој ме многу повреди. Забелju и бивша жена беше с мене. Како, кад го праша зашто сакаш да идеш на уролога с мене, она ми спомна, а ти како идеш на гинеколога с мене? Што е реално нешто што мои мушкарци стварно го правиме. Не ти е кеф каде ти е жена каде гинеколога на бокс, ама и она да дојде с тебе на уролога, па и тој не бива. Она га гледа тамо, чак што више и она му се налјути, како се ти тој понашаш. Он га лупа од лево, од десно, ставља га тамо на ехо, ја му мислу си, другар, дај бе, полека знаеш, ипак најубав е. Ти забравляш, ја да те подсету. Од после тој, кажа, после нека отпада ако треба и на кругчиња ќе га сечу, куде уролога више не, да не га именуи човека, именувага, молува, нека биде тој, да не му га рушу бизнис, бе. Испипкан, пип. Да, нека биде пип тој у монтажу, да не биде дека му рушу бизнис. Има муштерија, Али, денеска, пошто е 21 век и сви прекривав своји трауме и генерално увек су застапени женски трауме, куде и да идеш. Жене су истравматизирани затоа што провокативно се облачав, па они су нападнати од мушки род јаште од малу возраст, па кад добие прву менструација, па тоа е травматично искуство. Никој не ги збори мушки травматични искуства. Ми што смо ги имале док смо раснале. Еве, например, мој татко, кад те бие негов ред да не бања мене и брата ми, и кад ќе застанете двојцата кој голи у кадо и кад ќе га гледате и чекаш команде секој татета, ќе те бања тате у неделју, и кад ќе ти каже направи сладолед. Сви мушкарци знаев што е да се направи сладолед. Мора да га завратиш. И се молиш наредну неделју, дај Боже мама да ме мала, да ме бања. Немој случајно да ме тера тато пас сладолед да му прави. Ја од тие сладоледи трауми имам. Направи му крагњу. Браво, ова беше еден дел од стендап. Не откривамо многу. И ти имаш снимено цел еден филм. Цел еден. Добро, де сега снимаја цел, беше споредна улога беше. Колку? 7-2? Не, 8 дена снимање извади, убава споредна улога. Убава споредна улога. Ја кај те најави најперспектива млад глумац да Ти мислеше. ме најави како да лебду, обично такој ме најавував и за Само еден стендап. филм. Добро, кој нас види, може да биде млади перспективни у 50 години, тоа не е битно. Еве, на пример, јас сум
Он е Само још перспектива, не сам млад. Он кариеру го почнал 50, што Не, сакаш? можда сам ветеран на идење по кастинзи за филмови, пошто кај нас е многу тешко да се пробиеш од тој филмско фелу. Ја цело време кога видам македонски филм, јас сум изненаден, све едни исти глумци. Те наредко на сваки 3-4 години пуштив некое младо дете меѓу нива, знаеш и тој да се гура. Ама на толку се снима филм. Па Не е до Тоа е друго. катастрофа. да, и цело време викав не по кастинзи, идеш на 1, на 2, на 3, на 5 и увеќе е исто. Не ни врти, ке ти се јавим. Така да имам од едно 2-13 филма, чекам да ми се јави, иако су снимани. Може да има втор дел? Да, и еден режисер се осуди стварно да ми даде такој малце поголема улога лани, Димитар Оравчанац, овој година треба да искочи филм, надам се дека све ќе биде цаком паком. И сак, како за Белју, пошто на кастинг му ја отиде с мој фино лепо мајчин јазик, од идење прво тамо учење текст, сцена лево десно, викам ајде, вика, сцену правиме го сцену, викам ти од Куманово ли си? Викам да. Ај пробај го сцену на Кумановски и готово, он у исти момент доваѓа до заклучак, овој лик е Кумановацки игра у филм и мене одма ми се направи кеф. Така да, мани што ми е прва улога такој поозбилна у филм, још па и го гурам на Кумановски, едва чекам да видам што е искочило. Супер, баш убаво да го промовирамо. Не јазик, дијалект. Дијалект да си го негуемо. Јазик може зезна да биде. А иначе со Милчо имаш С у Милчо Кајмак? имам, да, у Кајмак имам едну многу ситну улогу, тоа што го викам ми закачаljка. За тој викаше цел филм имаш еден стимено, не е цел филм, имаш еден сам, колку? Те нега ни рачунам куде Милчо. Прерипига. Да, прерипига. А иначе од тој закачаljку што се појавува позадину таму у Кајмак, направиле ми профил на ИМДБ, като Твору Марко Трајковиќ стои. Пишува тамо познат по Кајмак Милчо. Нема ни слика, онај. Само избелено, нема слика од мене, сенка. Сенка. Али пишува дека сам познат по македонски народни приказки, што имам снимано цели 3. И куде Милчо, што како закачаljка сам се појавија у едну сцену позади, што реално човек ме зима само ради тетоважи. Много му се свиѓа. Сви ми вика, не се тетовирај, ќе изгубиш улога, ја у филмови почна да играм. Најтражен бидна. Имаш пуно тетоваш. Пуно, колку су пуно? Па пуно мислу грб тие работи. На Цел грб, цели груди, цела рука. О, па ја немам гале летос како нешто чекам орета, јас сум позади тебе, ќе се занимавам, нешто ќе си читам. Имам ја сликовницу, можеш да гледаш, да раскажуваш. Керка ми вика, тато еш малце кад ќе се соблечеш како блузу да носиш. Нема да ти студи ке си Имаш ли облечеш. рукав? Имаш. Да, имам. Ама само еден. Само еден. За Добро. сиромашно. Ке си направиш još jedan rukav terasирал. И трика и друг. Бите прашаја како е работа со Милчо, ама можда не си ga ни видеа на снимањето. Не, видесмо се. Видесмо се, мислу дека дури ме запамти како се викам. Да, пушти му некој шалу лево, десно, ама он поише глумице гледа. Стварно? Па, да. Па добро. Разбирам, разбирам. А викав за njega дека уме да биде и нервозен. Бева ми кажувале, па мислу дека пред дождот, тамо некој од постару фел, постару генерацију глумци Битола, приле, појма немам. Правиле му се малце паметни, като ја сцена с нешто утепување се зимало. бија доста ватрен. Не се кој снимало ми го ставил, знаеш кој смо снимале, па овам се, овам, па људи толку, па војска, и Милчо што вика, кој е бе? Глумаc си од Битола. Утепај ga. Не, ја такво искуство немам се с него. Не. Ја еден ден снимање имаше, тамо супер си преде. И добро, Кетеринг убав беше. па добри звања имаш. Глупо и да те прашам што повише театар или филм, да се предпоставам театар. Театар. Колку улоги да се? Над 45 професионални представи. Добро, тоа е завидно. Кажу го над затоа што е скоро 46. Ко мај готова. Пред премиеру сам, да. Кој да дипломираш до 100 ке догураш, Не, јас се надаше дека ќе сам прв глумац у Македонија со почасну диплому. Тако е. Али очигледно нема да се. Која е улога што би сакаја да го одиграш, а не си го играе до сега? Размислувај ли си нешто Да. Размислувај. Хамлет, не можеш да ми кажеш. Не, Калигула. Како? Калигула. Милчо, Ни пет, ни шест. Милчо. Не, Калигула мора да се деси и надам се дека ќе се деси за брзо. Ако не овој годину, наредну годину, тоа е улога каде што би сакаја баш да пробам метод актинг како метода. Да видиме тој колку пали. Пошто очигледно по свет доста добри резултати дава, сакам и ја да видам како е тој. Сакам прв пат да се упушту нешто најозбилно што може. Има најава дека може да го спремате тоа, така ли дека викаш следеќи год? Најава има од мене. Аха, добро. Да. Сакаш да си иницијатор? Иницијатор сам веќе 3 години го конкурирам, 3 години не ни го одобруев.
Бесва ми кажале, не се кире на отварање на Кумановски театар, секад ке се реконструира, викам, јес, те го 2028 куде е. А коју улогу досег што си го играете се највише свиѓа, куде се наваѓаш? Досег највише што ми се свиѓа е у Балканот не е мртов, Дејан Дуковски, Добро. Осман Бек. Осман век, Турчина се играе. Така е. Значи, те чекам у серија- Куде Дејана Дуковскога. Не баш оној класичен Осман Бек како од македонско крваву свадбу, у Балканот не е мртов, тој ми е еден од најкомплексни и најубави ликови што сум ги играе. Направи ми се кеф. Може да има по нешто турско усви нас, така да може да и тој е прокопало у мене. 500 година. Не е малку. Може да те чекам у некој турску серију сега, пошто ти е тоа миленик. Ега. А, тој трае, и трае, и трае. Тој тој може добри хонорари да се земе. Тамо се зима убави хонорари. Овие више глумења за џабе, сметке не плаќа тој. Освен театар која ти е голема љубов и прва љубов, знам дека имаш поголема љубов, тоа е твоја ќерка. Тоа е најголема љубов. Да, ќерка, она ми е све на свет, месечинка моја. Така да генерално све што праву на поле на кариеру праву за њума. Праву за јутре на њума да во е полосно у живот, ако може татко да го отвори некои врата за надале, многу би ми било кеф. Колко е големо? Второ деление. Па поголем од мен. Отприлике висока како шаните. Тој сте негде, значи? Али да, супер е. Доваѓа ми и на наступи, секој последно време караме што него викам на стендап, викам тато на стендап збори безобразни работи. Па добро бе, ти и дома збориш безобразни работи. Тој е тој. И ако добро сум запознаен, нешто едно пасија мотори возење? Да. Тоа е наследена пасија од татка ми. На татка ми животен сан му беше кад киде у пензију на 50 години да вози мотор. И на жал он погина у несреќу 2014 у Струмицу хеликоптер што падна еден од пилоти. Беше татко ми и моторот стана дома тазе купен. Јас цел живот не сум сакаја мотори, најпротив мотори сам бија. Тој сам го викаја ѓавол на две тркала, али кад га наследи не можеше да го продам. Срце не ми даде да го продам и ден денеска па и у зиму го возу. Сега и у јануар и у февруар не станува од него. Што моторе? Suzuki GSX F650. На памет да го знае. Како да му е регистрација. Кратко, што би ги поручија на помлади од тебе да ги задржиш у државу да не си бегав? Овој трик прашање. Биди политичар малце се. Што би ги препоручија? Ја би ги препоручија да ga најдев тој што су добри, да си ga најде свој талент, тој што добро го прави, пошто свак знае у што ga бива, у што не ga бива, и да најде некога што ќе го плати за тој. Тоа е подобавесно. Да, да. Епа, с глумци увек добро си пројдем. И затоа ја најавуваш... И се уведувачи на публику. Да. Не се вреѓамо. не се вреѓам. С глумци увек добро си пројдемо и затоа ќе открiju на свите дека и следеќа емисија ќе не биде глумац гост. Сак дали ќе биде актер или политичар, ќе видиме тој. Што ќе се одлучиме. Марко, фала што беше наш гост, посакују ти да снимиш некој филм и тој да те забележиме, да те видиме. Среќа ти си малце повисок, ја се појаву такој, никој нема да ме види. Тебе па има некоја сенкичка на слику. Театарски представе, дали да ти посакам што повише, доста си работаја до сега, проредчи малце ли квалитетно нека биде продужи тај квалитет, Калигула нека ти се оствари. Тој да. Тоа да биде што побрзо. Нормално да ни бидеш и пак гост с нешто ново актуелно, па да се надаме Калигула кога ќе биде, па ни раскажеш како е прошло. Едва чекам. Или кога ќе го снимиш прв филм кој ќе беше главна улога. Така е, така. Тоа да не Само чекаме да не е за некој полночну проекција. Нема везе, ми ги пола филмови раскажамо такви овој емисија. Фала ти, брат. Фала пуно. Ви оставите еш малко. Сега од глумци што ги најавимо, малко ја и Коки што не сме толку глумци. Може? Може. Мари господјо. Па нели и вчера те лечимо тој што си изјел отровни пеќурки. Што е данаска? Исто. Како мари исто, господјо? Криза бе, докторе. Останава оди черепа, да не се фрлив. Мари господјо. И ти си ми некоја господје. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово.
Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја или да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Тие прослави. Се помалку се прават дома, а се повеќе во кафеана или ресторан. Знаете зашто е така? Оти мажите се главни организатори, а сите мажи добро знаат дека е подобро да ви изнесат на раце од кафеана отколку од дома. А пред да го изнесат на раце од кафеана, последно нешто на кое се сеќава се 5 прсти згрчени во вид на песница на типот кој стоеше до девојката на шанкот, која тој љубезно ја праша. Значи, ти се допаѓам јас вака на прва или сакаш прво да испиеш некоја, па тогаш да видиме. Ете, тоа беше се за него, ама и се за вас до следниот викенд. Ако ви беше убаво и забавно, гледајте не пак со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежаи од Тетра Мебел. До тогаш бидете добри и насмејани. Оти насмевките и да сакате, не можете да ги потрошите. Чао! Не се бре! Спарускаја. Ш. Хајде, молим ти се, водија тамо си, некој си, тамо си. Спарушкаја си се тамо горе како баба. Спарушкала си се тамо горе како баба. Трт. Мрт. Водија тамо некој си оро на свадбу и одму у биографију. Голем поздрав од нашата екипа, од која составен дел се и нашите верни Па што? Доста се... За вас оваа сезона... Водија си тамо си. Водија си тамо си. Па веруј на едното, на другото не. Ама на првото да го вратимо, пошто го пренепиво тек за свој гузицу. За своју гузицу ga vratimo.